Добар ден, господа, нов ден, нови победи. Денес не е само обичен ден. Денес ќе имаме специјален гостин, без кого овој проект немаше да биде реализиран во никој случај. Човекот кој што ми го остави во наследство ова парче земја и ми овозможи да навази природаме на овакво уживање, да го реконструирам, вие да ме гледате и да ме поддржувате. Човекот кој што е заслужен за ова парче земја, Дедо Јаше! Денеска ќе ви објасниме што треба да знаете за ова лојзе. Ја го знам ова лојзе 65 години. Кој имам мали од джеп. Се што треба да знаете, ќе то знаете. Гледате до крај и уживајте. Здраво, кој ме знае и кој не ме познава. А јас сум Јаким Јосифов, роден сум во Злетово, имам 78 години. Лојзе работам од 14 години. Јас сум иначе електричар, ама во рудник го работев како машинистар, имам векаве диплома за машинистар, а каве диплома за електричар. Работив и двете струки. А со лојзе се занимавам од 14 година. А плюс и берберија знам да шишам, да почишувам и тај занат го научи. Како електричар највеќе имам работено инсталации по куќите во Злетово. Во Злетово стогај доселува од селата. Имаше многу работа. Инсталации правев, болери местев. Нема скоро речи што не сум работил од стругата. Да се добро окроја, да се изфреза, да се фрле ѓубре. Пепелницата и пламењачот. Пламењачот е поопасно од пепелницата. Пепелницата можеш да спасеш, а пламењачот да фане ли го толку. Нема крај од неа. Се најдем у стариот дел на лојзето, што го имаме купено од 59 година, а имам горе друг дел, што го ја лично сади и таа е 75 година саден. Тука лојзето е садено со црна пручка, или ние го викаме нишевка, а србите го викат прокопац. Тие се све пручки, тој има некоја жута пручка, ама тие се малку пручки. Овај дел сега што стоа, лојзето е старо 100 години. По ќутови се познава староста на гројзето. А какви ќутуци има, там има ќутук јавел овај. Ама сега испраено на шпалири, подобро е. Овај квалитет е по-добар од новото што го имам садено. Че по-квалитетно грозје дава? Да, по-квалитетно грозје дава. А што сорт е ова? Ова е лојзе прокопац, а ние го во Македонија викаме нишевка. Кажете ми дали се ќавате на претходната епизода кога го сечевме дрвото, тоа е сливата. Епа, сега баш дедо ми кажа, јас сум исекол погрешно дрво. И дори ќе почнам да верувам у коментарите кои што тврдат дека ја не сум за земјоделие. Значи, јас сум исекол погрешно дрво. А тоа дрво што требало да биде исечено, еве го позади мене. И затоа апелирам да сите вие бидете тука во наредната епизода која што ќе се емитува во четврток во 20 часот и да присуствувате на можда најинтересното видео до сега. Ќе бутаме дрво и тоа големо за мене навидум дрво. Погледнете колку е високо, ова е 4 метра високо. Тука ќе биде комедија. Или ќе скршам глава, или ќе бутнам од озијето. Трета опција не постои. Затоа бидете тука. Гледате сега вака. Тука е кај што се движам испод. Дедо ми сакал да направи лоза како најдете да биде од озгора, меѓутоа тоа не му успеало баш. Ја ќе пробам тоа да го реализирам. Ќе пробам да ја сменам оградата, значи ќе викнеме лице кое што е одговорно за да се гледа до кај меѓата, да не случајно навлезам во нечие друго, во нечи друг имот и ќе гледам да го реанимирам од аспект на да ја променам целата ограда. Значи да направам да биде една убава ограда. Ми се свиѓа овој стил што е вратата тука, така да ќе гледам така со даски тоа да го изреализирам. Леле, Дедо Јаше, дек се буеш? Дек се буташ, бе? Абе, не тамо, бе. Абе, таму има медо има, бе. Друго што сакам да направам, ако што може приметите, столбовите позади мене се исклучително криви. И ќе гледаме тоа со помош на дедо ми, пошто нема искуство, а ја пак ќе повторам. Ја никад у живот немам работено лозје, сега научив да цепам дрва и тоа е сумливо колку добро цепам, и ќе гледаме тоа да го исправиме. Друго што сакам да направам е да засадам неколку ароматични билки, како што се лаванда, розмарин, ментол. Нема мисли дека тоа е поради тоа што сум фанатик, останува збор за парфеми, баш сакам парфеми, сум колекционер на истите, туку и поради тоа што има многу бенефит за самото лозје. Ако сакате да знаете зошто, пишете ми коментар, ќе ви раскажам во следно видео. Друго што сакам да направам е некој типа летниковец, некоја клупа, некоја маса, сам лично ја. Пазите, ја не знам дрва да цепам, ќе правам маса. Ја може не сум некој мајстористе, али затоа сум шмекер. Добро, може да не сум ни шмекер, али сум земјоделец. Добра, нема врска.
Значи, ја не знам дрва да цепам, ке правам летниковец. Свака ми част. Дај бе Господа, кажете ми кој да биде гостин. Првиот наш гостин, меѓутоа тоа не беше гостин, тоа е практично домакин, дедо Јаким, така да тоа не се рачуна како гостин. Кажете ми кој, дали било тиктокер, јутубер, инстаграмер, инфлуенсер, доктор, лекар, инженер, да пробам да го донесам тука и да видиме колку го бива за земјоделие. Еве гледате дедо Јаше што прави. Лозите кои што ги садевме пред пред колку време ги садевме лозите? Дедо, пред колку време ги садиме? Пред 1 месец. Лозите кои што ги садевме пред месец дена ги покрива со шишиња. Колку е он добар човек. Немој нешто да им се деси. Браво. И дур сме тука, нели сега се дискутираме овака со вас. Сакам да ви се пофалам дека тројца клиенти овој месец мој веќе не се резистентни на инсулин. Еден аплауз за моите клиенти. Мрзеливоста и ароганцијата се по мене број еден фактор за неуспех. Поради тоа што не можеш ти со арогантен став, со ароганција да напредуваш. Не можеш да кажеш види го овој ќе ми кажува на мене, види го овој ќе ми кажува на мене. Еве кој што можете да видите, јас сум апсолутен лаик кога станува збор за земјоделие. Меѓутоа не сум лаик во сите сфери на моето живење. Јас сум лаик во земјоделие. И затоа слушам луѓе кои што се компетентни во оваа област. Учам, се едуцирам и гледам да напреднам. Тоа е прост пример како со моите клиенти. Зарем не може тие да кажат, деве овој на мене ќе ми кажува 20 години помото мене уште не си испилило мало дете, он ќе ми кажува на мене што ја да јадам. Со таков став, тие не би достигнале целта, односно не би се скинале од инсулинската резистенција. Што значи дека не биле арогантни, биле умни, биле паметни, биле разумни, не биле мрзеливи, не пропуштиле тренинг, не пропуштиле зготвен оброк, ја достигнале својата цел. Така и во животот. Со таа ароганција на тој на мене ќе ми каже ова, тој на мене така не се напредува. Затоа јас сум понизен и благодарен на секој оној кој што сака да им помогне. Затоа Господа ќе ве молам, секој кој што е експерт, нека ми даде совети како подобро да го одржувам своето лозие, што да подобрам. Еве ги слушам се претходно моите планови за почеток, да ми кажете кај сум погрешил, дали може нешто да се додаде во самите планови и да им помогнете заедно да изградиме една здрава група на разумни луѓе кои што заедно би напредувале во живот. Дали било земјоделие, биологија, медицина или некоја машинска наука или некоја информатичка наука која што се далеку од моите сваќања, не е проблем. Битно да се напредува. Ќе послушам сите вас, ќе ги прочитам сите ваши коментари и ќе гледаме заедно да напредуваме. Нека биде ова едно здраво ткиво во Македонија. Саре, фасилити. Се гледаме во следното видео. Поздрав!